Ако овие членови сега поднесат оставка како резултат на интерпелацијата, тогаш нивните наследници ќе треба да се изберат по постоечкиот закон, по постоечково решение кое се покажува како многу проблематично. И сега прашањето е тука, не знам дали е тоа целта, меѓутоа прашањето е колку е сериозен ваквиот пристап, додека вие правите подготовки за да овозможи да го трасирате патот, да направите терен за нов, добар, транспарентен избор кој што треба да ја зголеми довербата во судскиот систем, практично избрзувате со одредени постапки. Особено тука може да видите, значи, да се почекаше уште месец и пол, ќе беа навршени 2 години откако се случија сите случувања во судскиот совет, што беа иницијалната каписла за ваквите последици. Зошто ние им ги водиме битките, а тие воопшто не се одважуваат, се плашат, калкулираат? Што е причината? Што не можете да најдете судија или судии на некаков начин организирани, самостојно, индивидуално, колективно, како и да слушнеме дека тие не би го трпеле ова. Каде да одам, ова постојано ќе го повторувам.